Како и во секоја добра македонска приказна, се функционира додека не дојде ред да се црпне раката во медот. Па дури и таму каде директно се одредуваат правилата за неговото производство и се здружува трудот за да се постигне поголема вискозност. Немаме пчеларско друштво. Формираме пчеларско друштво. Кој како се формира, кој стане председател на пчеларското друштво, кој е благајник, кој е секретар, сите гледат за свој джеб. И се расформира пчеларското друштво, пропадне. Веројатно такви ни се корените, иако и тие треба да се преиспитаат од според некои тврдења. Лошо е тоа што се врзуваме за древноста, бидејќи сме подревни и од неа. Нашите културни корени на Македонија и на автохтоното население, кои што живее на овие простори, тие не потекнуваат од античкиот период, бидејќи античкиот период е од 6 век. Меѓутоа имаме ние голем број на археолошки локалитети кои што потекнуваат од многу пораниот период, да речеме на пример од бронзеното време. Може би навистина сме од бронзената доба, ама изгледа дека дури ни ова ново доба не ни одговари, ако според искажувањата, баш за тие кои се пожалиле. Тоа би требало да биде злато. Вели Слободане, јас мораш да аплицирам да заминам надвор, со оглед дека јас сум инженер, си имам околу 2000 евра плата. И жена ми зима. Ако жена може се повеќе. И јас имам средства кога да сум во Германија. Одам бидејќи одека ова политичка гарнитура ме брка, немам услови за функционирање. Очигледно е дека имаат проблеми тие што добро заработуваат, како причина за тоа што бегаат сигурно е одговорна политичката гарнитура, бидејќи не обезбедува нормални услови за живење на едно добростоечко семејство. Видете, фирмиве се жалат, немаат работна сила. Ние не можеме да најдеме жени за дома за чистење. Вистинска среќа е што конечно се најдени сите што од економски причини фаќаат џаде. Си нашле квалитетно прибежиште. Штип е вистински магнет и во последните години стана главен град на социјалците. Тука, тие доаѓаат да живеат, бидејќи слушнале дека не се плаќа ниту вода, ниту струја, а гратис им е и земјиштето за дивоградба. И на крајот, за оставштината на левица и мерките за предпазливост кои се преземаат пред секој нивен настап. Ве молам, вакви небулози на советници, да не сме дискутирали идеологија, ти формула ли возиш овој совет, бе? Фейлип. Ве молам. Монитори, значи политичка дискусија, немаме монитори. Во недостиг на идеологија, адреналинот е природно да расте, па забрзувањето на риториката води до судир на формули. Од нив понекогаш страдаат монитори, ама најчесто се тоа граѓаните.